Новиот бранд на коронавирусот зема замав. Комисијата за заразни болести ќе заседава утре. Експертите велат дека нови рестриктивни мерки ќе бидат задоцнети. Епидемиолозите предупредуваат за сериозни клинички слики кај заразените од коронавирус и неопходна хоспитализација. Собирите, прославите, непочитувањето на препораките за носење маски и држење дистанца ја влоши епидемиолошката состојба во државава. Па веќе нема ни потреба од рестриктивни мерки. Веќе има масовна раширеност на вирусот, така да од рестриктивни мерки јас не гледам веќе никаква полза. Тоа требаше да се направи пред новата година, кога имавме голем наплив и на наши повратници од странство, и инострански туристи, и нашите граѓани се прошетаа по зимските рекреативни центри. И покрај лошото и врнежливо време, имаше метеж пред вакциналните пунктови. Високиот број на ново заразени од коронавирус во земјава ги исплаши граѓаните. Дел од нив сметаат дека нови рестриктивни мерки не се потребни, но дел од нив се упатија да примат и трета доза од вакцината. Самите луѓе не внимаваме искрено. Сега заплашење може не е толку, меѓутоа пак има некој страх. Заплашувачка, ја се снимав 2 пати се вакцинирав. Се треба трета доза да примам, само не ми е дошло време уште. Мислам дека треба ние да се пазиме, да се чуваме и тоа е тоа. Вакцини си примивме, мислам дека нема потреба. Лаже кој вика дека не се плаши. Еве идам за трета доза да примам Вајсер. Тоа мислам на совест да се остави на граѓаните е подобро, мислам, а како тоа да го спроведеме не знам. Би требало комисијата нешто да стори, да преземе. Да сега они поиќе знаат, тие поне знаеме сега како ќе биде. Дополнителен проблем представува и недостатокот на термини за тестирање, што според лекарите го одолговлекува дијагностицирањето на вирусот, но и лекувањето. Точно е дека нема доволно тестови, доволно термини нема. Меѓутоа самото искуство веќе вели дека поискусните лекари и матичните лекари веќе можат да го препознаат тоа страдање. Дали се работи за вирус, дали се работи за друга некоја респираторна инфекција, така да третманот, односно приемот на пациентите треба да биде што порано. Според доктор Олумчев немаме точна евиденција на заразени, бидејќи голем број граѓани купуваат брзи тестови од аптека, други без тестирање ја третираат болеста во домашни услови. Дека нема термини за тестирање, доказ е и тоа што матичните лекари своите пациенти за тестирање ги праќаат во другите градови.